Добър вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Уште едно интервју, после подолго време и договарање, конечно во нашето студио, една дама која што е на години млада, меѓутоа по позициите кои што ги носи и врските кои што ги преземала за себе, може да се каже дека влегла во светот на големите политички играчи. Како плови таму, како плови во парламентот, ќе се обидеме да дознаеме оваа вечер. А интересна личност, бидејќи се појавува од многу аспекти во политичкиот живот, активно и во поглед на родовата еднаквост, така да мислам дека ќе имаме што да говориме. Председателката на Либерално-демократската партија и пратеник во Собранието на Република Македонија, Моника Зајкова. Господи Зајкова, господице или господја се извинувам, господице Зајкова, добро вечер, да дојдете во нашето студио и благодарам што најдовте време да дојдете. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Реков, младоста прва ја споменав, малку повеќе од 30 години, жени не се питаат за години, политичарки се прашуваат. Како се чувствувате во тој свет на условно речено големи политички играчи? Нашата политичка сцена е составена од личности кои што фатиле и од некогашниот систем, некогашната држава, и од личности кои што се нарекуваат трета генерација на политичари, и од личности како вас кои што практично не биле родени кога била таа поранешна држава. Интересна констелација на работите. Така, младоста не ја сметам за некаков недостаток или хендикеп, исто како што и староста не е недостаток, односно возраста. Се си носи свое искуство и е предизвик. На нас, можеби како нова генерација на политичари, останува и поголема одговорноста, бидејќи па ние го носиме и наследството од претходниот систем и од претходната генерација на политичари, односно на нас паѓа тешкотијата да сега ги можеби во дел надоградуваме одлуките кои што се носела за интерес на државата и граѓаните, но исто така и товар да ги поправиме работите онаму каде што некој пред нас не успел да ги направи доволно добро. Генерално со позициите, реков, имате големи обврски, треба да водите партија, треба во парламентот да носите одлуки, односно да предлагате, активни сте во парламентот. Меѓутоа, јас ви започнав во денешната емисија со она што е последно како ваша реакција лична и на ЛДП и како пратеник, бидејќи поблиски сте со младите. Онаа ситуација во соседна Србија предизвика да се бараат мерки во Македонија за да се подобри безбедноста на учениците на училиште и на младите. Вие излеговте со одредени предлог мерки, нешто е прифатено гледам во мерките на владата. Меѓутоа, ева, она што излезе како наслов беше Моника Зајкова и ЛДП ќе предложат забрана на TikTok. Ајде малку околу ова, дали и колку социјалните мрежи влијаат, дали очекувате дека ќе се прифатат вакви ваши предлози? Пред се да изразам длабоко сочувство за трагедијата што се случи кај нашиот сосед. Забрана може не е толку популарен збор, особено кога доаѓа од либерал. Либералите пропагираат регулација, односно регулиран систем кој што дава еднаков пристап до можности за сите, но нели е согласно регулативите кои што ги предвидува. Ние гледаме дека социјалните мрежи тоа како влијаат врз менталното здравје особено на помладата популација, што не е исклучок ни повозрасната популација. А не случајно беше TikTokот како мрежа, бидејќи таму имаме најголем пристап до содржини кои што не се баш адекватни за популацијата која што ја користи мрежата. Регулацијата нема се чини баш како на Facebook. Така, затоа кажав дека регулираност не само на TikTok, но и на други мрежи кои што имаат содржини кои промовираат насилство, имаме содржини кои што промовираат детска порнографија, исмејувања. Ние сме сведоци на она што се случува помеѓу помладите, кои што се исто така и предмет на врсничко насилство, а сето тоа се пласира на TikTok мрежите, кои што ја навредува личности и не знаеме како тоа ќе се манифестира врз одредена личност. Јас лично имам блиски луѓе кои што биле подложни на врсничко насилство и истото било нотирано на TikTok мрежата, со што навистина остава трајни последици врз личноста. Но гледаме дека оние забрана за пристап на лица под 18 години не функционираат и многу лесно се лажира сето тоа. Па голем број од земји вовеле други начини на регулација, односно воведуваат алгоритми кои ја препознаваат содржината и веднаш го оневозможуваат пристапот до истата. На такви начини треба и нашата држава да го регулира истиот пристап.
затоа што не може се и свашта да се пласира по интернет мрежите и да очекуваме дека ќе имаме здрава популација, затоа што се што се некако ни стана нормално. И насилството ни стана нормално, и сите оние работи кои што се пропагираат ни стана нормални. Моделите ни се некако, она што ни се промовира на социјалните мрежи, моделите се такви да имаме ние ситуација, може би позагрижувачки од тоа е што еви во Србија, но и кај нас имаше поддршка. Има поддршка на негативните трендови. Младите ги поддржуваат. Затоа државата, институциите се оние кои што не треба, училиштата и сите институции не треба да бидат глуви и треба да превземаат превентивни мерки и да регулираат таа област. И вие имате земји како Франција која што ја преиспитува и содржината на филмови кои што се пласираат на млади лица, доколку имаат одреден тип на насилство, истите се забранети да се промовираат и тоа не значи цензура на културата. Имате земји како Белгија, каде што и самиот Facebook, доколку пренасувате содржина, ако јас на вас ви пратам содржина која што државата смета дека не е соодветна, веднаш ја банира и ви го одзема профилот на испитување да види дали станува збор за ширење на таква содржина и доколку не станува збор ќе ви го врати назад профилот, доколку станува збор ќе бидете повикани на разговор. Има примери на регулација. Има. И сега не можеме ние додека целиот свет ги регулира работите, ние да чекаме да се случи нешто. Ние имавме жртви во Македонија кои што снимаат TikTok. Имавме девојче кој што изгоре така снимајќи TikTok. Имавме и други. И не е само TikTokот, пак ја напоменам, станува збор за регулација на пристапот до одредени содржини на социјалните мрежи, до апликации, до игри. Исто така ЛДП предложи да се направи контрола на тоа кој се поседува лиценца за ракување со оружје и кој се поседува оружје. Значи сакаме да кажеме дека и тоа сакам да ве прашам. Една работа и ви го извадија насловот за TikTok, бидејќи тоа е популарно, но имате и други предлози кои што се конструктивни. Така, понатаму да се воведат контроли и забрани на лица помлади од 18 години да влегуваат и во стрелиштата и да вежбаат ракување со оружје, но и казни за родителите кои што ги мотивираат истото да го направат. И предложивме Министерството за правда да ја преиспита казнено-поправната политика, односно да процени дали треба да се превземат соодветни механизми за намалување на возрастната граница на кривичната одговорност, но и исто така либерал-демократската младина актуелно се залага за институциите да слушнат за врсничкото насилство и навистина да се стави крај на врсничкото насилство за да не молчиме и после да сведочиме на трагедии. Тука може Министерството за образование особено да игра клучна улога, но и за труд и социјална политика во делот на креирање на едукативни програми, ставање во функција на психолозите и педагозите. Ние знаеме, јас не сум многу повозрастна генерација, но има разлика од тоа како функционираше педагошката мерка додека јас бев во основно и како сега. Така. Не можеме да бидеме глуви и слепи на се она што ни се случува и не може да молчиме. Не може да се правиме дека не ги гледаме работите кога имаме феномен на негативен. Да, не може, сака да кажете, не може да молчат и пратениците и политичарите, бидејќи одлуките се носат во парламентот. Еве, да ви кажам еден пример. Рековте, има различни мислења за намалување на границата на казнивост. Сега до 14 години. Сега имаше предлог за да се спушти границата. Разговарав со експерти кои што велат вака. Знаете ли, вели, дека има луѓе кои што, знаејќи го ова, регрутираат деца под 14 години да вршат дела за нив, знаејќи дека нема да одговараат. И знаете каде сме ние? Сериозен проблем. Така да, очигледно дека треба на вистина сериозно размислување и претениците носат одлуката. Што можат според вас претениците, политичарите во оваа ситуација? Еве, мерки се донесени препораки односно од владата. Дали тоа ќе биде доволно? Дали ние можеме постојано да го подигаме алармот на свеста и да говориме отворено за темите и во законодавниот дом, но и ние нели имаме повеќе прилика да говориме и во медиумите и во јавноста и на тој начин да влијаеме. Нормално можеме и преку поднесување на измени во законот, но пак ќе кажам, нели, треба тие измени да бидат да се направи сопфатна анализа, затоа што ние па сведочиме на низа закони кои што се промениле преку ноќ, а подоцна каскаат во имплементацијата. Не смееме повеќе да дозволуваме тоа да се случува. Треба да има темелни анализи, можат претениците да поднесат измени на закон, да ги елаборираат и најважно од се и надзорната улога на собранието да водат сметка претениците, односно да им дишат во врат на институциите, дали тие ги имплементираат законите кои што се
носат во парламентот или не ги имплементираат законот. Тука сте во право, еве ќе пренесеме еден пример, може и да го прокоментираме, може би следите новинарите и Репортери без граници кажаа дека Македонија напреднала на листата. Зошто напреднала? Затоа што сме донеле некои закони. Никој не се интересира дали се спроведуваат законите. Европа вели, добро сте ги донеле законите. Како тука да се поставиме? Како и што можеме за да не носиме само закони, да функционираат? Тоа е до капацитетот и свеста на институциите, но сепак како што напоменав, собранието има надзорна улога, може да ги повика институциите на надзорна расправа и да ги испраша зашто не го имплементираат законот онака како што е предвиден. Еве како позитивен тренд ќе го спомнам она што го работи клубот за младински прашања во собранието со кој што јас претседавам. Ние почнавме да вршиме надзор и во општините, но и во институциите на централно ниво колку се спроведува законот за млади. И вие ќе видите и ги повикавме на надзорна расправа представниците на институциите и ќе видите дека па не секогаш и тие се криви зашто нешто не се имплементира. Некогаш постојат и објективни пречки кои што на почетокот кога се креирал законот не можело да се предвидат, но кога се ставил да функционира во пракса, може да се видат аномалиите и да се пристапи кон измени. И така треба да функционира еден систем. Значи да се направи анализа, да се донесе законот и да видиме каде законот не функционира, веднаш да пристапиме кон решавање на проблемот и да возможиме веќе системски решенија, бидејќи од паушални решенија веќе мислам дека на сите им е преку глава, вклучително и на мене како граѓан. Така. Сега да го исцрпиме тој дел бидејќи ајде со младоста не сакам да инсистирам на неа, меѓутоа реално и младите повеќе ќе препознаваат кај помлади политичари да бараат решение за своите проблеми, бидејќи реално повеќе вие и вашата генерација ќе застапувате интересите на оние што се поблиски со вас во ставовите. Имавте активности и околу студентскиот оброк, имате комуникација. Што се застапувате како Либерално-демократска партија и лично како пратеник? Кога се во прашање младите? Рековте младински клубови, како работат? Знаете како, секој граѓанин, вклучително младите, ги допира секое прашање во општеството, бидејќи од тоа како ги решаваме проблемите, какви решенија им нудиме на граѓаните, тоа зависи квалитетот на секојдневниот живот кој што го живеат. Не сметам дека младите треба да се дистанцираат само во посебни теми кои што се како младенски прашања или младенски клубови или закон за млади. Младите да не биде, вие терете работа, ние ќе ги решаваме. Младите ги таргетира и корупцијата, и нефункционалноста на образовниот систем и се што се наталожило како проблем низ годините и заедно сите како граѓани треба да креираме решенија, впрочем и затоа сме избрани во парламентот. Наш предлог мерка била законот за субвенциониран студентски оброк, кој што конечно од годинава, после години ќе профункционира системски, се надеваме. Како заложба сме се нашли како медиатори во процесот на решавање на проблемите кои што ги имале средношколците. Еве сега заедно со колегите од клубот за младински прашања сме носители на измени на законот за средно образование, кој што треба да го вклучи средношколското организирање, но и да се регулира исто така системски проблемот со врсничко насилство. ЛДП поднесе предлог измени на кривичниот законник со кој што се регулира време траењето на застареноста на кривичните дела, бидејќи сведочиме како општество дека немаме одговорности, дека секогаш тоа завршува или со застареност или со наказуваност. Останува некој простор кај што може да се најде дупка во законот и да застане. Така и најчесто се користат и позитивните примери од соседството покажуваат дека има решение, не е дека секогаш нема решение. Соработуваме со другите политички партии. Ева, конкретно со партијата Левица сме во тек на изработка на измени на законот за платен промет, кој што ќе овозможи намалување и ограничување на провизиите и на доместоците кои ги наплаќаат банките, бидејќи гледаме дека тие остваруваат највеќе профит во време на кризата. Отворени сме за соработка со секоја политичка партија, идеологија, без разлика на она што го тераме веќе како коалиција, како коалициони партнери и мерките кои што ги предлагаме во владата, бидејќи имаме и наш министер за локална самоуправа, но се она што е добро за граѓаните и што сметаме дека е добро за државата, ЛДП дава поддршка и учествува во креирањето на одлуките. Рековте, тоа е интересен момент. Колку може било која партија да биде во одредена коалиција, вие сте во коалиција сега со партијата на Социјалдемократскиот сојуз, Зелените. Така. Меѓутоа,
рековте колку е можно сето да колку не ви забележуваат кога подржувате предлози како со левица, како некош веројатно и со ВМРО да не зошто да не. Колку е тоа можно кај нас на рамниот данок беше наша мерка но кај нас уште функционира или си со мене или си против мене. Како успевате ова да го балансирате? Па ЛДП е токму тука да работи на тоа дека не треба да гледаме се низ партиската призма. И не, тоа што е, ако не си со мене против мене. Но тоа што е интерес на граѓанинот и што е добробит на државата. Кога ќе почнеме сите да размислуваме за квалитет и квалитетни решенија, наспроти партиските реторики по дефолт да се одбие нешто што доаѓа од спротивната страна или од диаметрално спротивна политичка идеологија, тогаш не може да очекуваме напредок и развој на општеството. А можеме ли да очекуваме напредок и развој со ваква поставеност на политичките сили? Ајде да го абсолвираме и тој момент. Вие доаѓате од партија која што е условно речено од блокот на помалите партии, кои што се најголеми губитници кога станува збор за изборниот модел. Денева се говори за тоа, да го абсолвираме во овој прв дел на емисијата тоа прашање. Зашто вие се залагате? Забележав дека имате предлози, ако имате предлози за друг модел на броење на гласови, на распределба на места. Кој е ставот на ЛДП за измените во изборниот закон? Добро, ЛДП е еден од предлагачите на измени на изборниот закон кој што се однесува на воведување на една изборна единица како изборен модел. Јас не ги делам партиите на поголеми и помали, тоа граѓаните ни одлучуваат кој е голем, а кој мал, меѓутоа самиот систем прави поделба на партиите. Условно кажано, поголемите партии, согласно изборниот законник, имаат поголем простор и за медиумска представеност, имаат поголем финансиски колач, имаат своји аналитички центри, нешто што ние го немаме, е многу важна работа. Затоа ви велам, тоа е како да се тркате со Усин Болт, да трчате и наназад уште. Старт е битката, невозможно да немате еднакви можности за пристап. Од тие причини и сме предлагачи, заедно со сите лидери на политички партии кои што доаѓаат од помалите партии, како што кажува јавноста, една изборна единица, затоа што сметаме дека ќе обезбеди поеднаква представеност на гласот на граѓаните и по-голема можност за пофер надпревар помеѓу партиите, бидејќи вака секогаш ќе бидеме осудени да одиме во коалиции каде што се губи она што значи идеолошки идентитет на една партија, бидејќи ние немаме отворени преференцијални листи каде што граѓаните во рамки на коалицијата ќе одлучат да која партија го даваат гласот. Немаат мој потоа да кажат ова ќе го правите. Така и сега беше интересно на изборите во Турција, гледам листите се може да одлучите да гласате за коалицијата и се делат согласно Дунтовиот количник или да гласате за која партија преферирате во коалицијата и се бројат гласовите и врз основа на тоа добивате пратенички места. Кажавме дека сме отворени за дискусија, бидејќи некако како топката да се префрла од едни на други, секогаш има некој кој што декларативно се залага и дава поддршка на една изборна единица, но во праксата гледаме дека секогаш се наоѓа па некој кој што тоа е, сакам да кажам како гледате на тоа. Јас сум сведок на повеќе години е тоа. Еднаш ќе каже ВМРО да помене ние сакаме да го ставиме СДСМ, не сака, друг пат ќе биде друга ситуација. Па ќе биде ДУИ, па Алијанса и така никако нема ајде условно речено големите, моќните, помоќните политички партии, СДСМ, ВМРО да помене ДУИ и останатите албанскиот блок, нема сами да се пресечат гранката, бидејќи сакаат власт. Така најдобро ја добиваат власт. И дури често пати ќе се каже, па не може, ако дадеме таков модел, ќе имаме, нема да можеме да формираме влада и слично. Страшно ли ако не можеме да формираме влада? Тоа е и суштината на демократијата. Да имате различни идеологии, дури идеологии кои вас не ви се свијат, може ќе бидат некои прелиберални, некои порадикални, но ако граѓаните го избрале, треба да биде внатре во собранието. Моменталниот систем не нуди фер пристап. Не може во изборна единица еден да ви требаат 8 до 10.000 гласови за пратеник, во изборна единица 6 ви требаат 4 до 5.000. Значи не е еднакво поставен моделот. Прашањето е влезано, законот е влезан во собраниска процедура, се одржа една расправа во Комисијата за политички систем, но се уште не е отворена расправата на пленумот. Ние инсистираме и бараме, бидејќи веќе се формираше група во Министерството за правда која што работи на законот согласно забелешките од ОПСЕ и ОДЕР.
Инсистираме да се стави прашањето на маса за да може да разговараме. Моменталниот наш предлог е една изборна единица без изборен праг. Јас кажав дека Либерално-демократската партија, тука не говорам од име на сите предлагачи на законот, но Либерално-демократската партија е расположена да разговара околу можностите за воведување на изборен праг. Веднаш имаше излезе изјава 5%. 5% е солудост и нема никако да ги промени работите. И тоа е однапред повторно загубена борба и блеф на поголемите, дека еве дале нешто да им учинат на условно кажано помалите. Но може да биде разумен праг до горна граница до 3%, иако треба да разговараме. Може би 2 до 2,5 за колку имаме бројна излезаност во нашата земја, може би било идеален праг и давање фер пристап за надпревар во изборната борба. Рековме дека може и да разговараме за промени на математичката формула, односно тоа е нешто што прв пат кај вас го забележувам досега, барем. Така, донтовиот количник не е баш најпропорционален начин на пресметување на изборните гласови. Ние кажавме дека може да се направи анализа и да се воведе по пропорционална формула. Тоа е харе квотата која што бројот на гласови ги дели согласно на бројот на предвидени мандати во изборната единица. Нормално за локални избори предлагавме отворени листи, бидејќи сметаме дека на тој начин граѓаните директно ќе имаат право да ги изберат своите представници во советите, што е особено важно кога станува збор на локално ниво, бидејќи знаете како е во локалните средини, луѓето се познаваат, имаат доверба кон одредени личности. Може би сака за 15-тиот на листата да го заокружи само. И сметам дека е тоа фер да им се овозможи, бидејќи не гледам негативност во тоа да се овозможи право на избор, да ве представува тој кој што вие сакате да ве представува, некој што ви е наметнат на партиска листа. Следејќи го се во ова, јас веќе се наоѓам себе си самиот во ситуација дека наивно верувам дека може да дојде до избор на изборниот модел. До кога може да трае надмудрувањето на Јас искрено не сакам да сум песимист, бидејќи по природа сум по рационален оптимист, но мислам дека се уште, колку и да се подига дебатата, во Македонија нема расположливо за воведување и сега некој кој што мудро молчи по однос на прашањето, ќе се јави во последна минута да каже дека има одредена забелешка и да го блокира. Сега имаме друг момент. Како и да биде моделот, избори ќе дојдат, меѓутоа, забележувате, веројатно и вие сите анализираат, многу се намалува интересот на граѓаните за излегување на избори. Така, може да се соочиме, покажуваат една општа апатичност и недоверба на населението. Што можеме, значи, тоа е ситуација која што е загрижувачка. Многу мал дел на граѓани ќе дадат мандат на пратеници на партии да одлучуваат. Што може тоа да значи за нашата држава, за демократијата кај нас? Па тоа кажува дека не можеме да збориме многу за висока демократија, бидејќи земите каде што имаме поголем процент на излезеност на граѓани кои гласат, тие го препознаваат моментот и знаат дека во нивни раце е моќта да одлучат кој ќе ги представува и кој ќе им ја води државата напред. Ние гледаме дека поларизираноста на системот си го направи своето и дека граѓаните станаа уморни од тоа да слушаат едни исти реторики, едни исти програми и не веруваат дека нешто може да биде поразлично. Кажав кои се недостатоците на изборниот модел и зошто е тоа така. И искрено јас секогаш ги стимулирам граѓаните да излезат и да не губат надеж, но да си гласат по сопствено убедување, да го искористат своето уставно право, бидејќи на крајот од денот од нив зависи, доколку имаме напредок во изборниот модел, можноста за избор ќе им биде поголема и можеби ќе ги стимулира повеќе граѓаните да излезат затоа што ќе знаат дека нивниот глас ќе биде вреднуван. Вака ние како ЛДП сме имале пример каде што сме освоили 50.000 гласови самостојно на избори, но сме останале без представници во законодавниот дом. Што значи дека бројот на гласови на толку граѓани останал нерепрезентативен. Да, и тоа е опасноста голема, но ние имаме значи самостојност 33-4 години ако не се лажам, така некој ќе му дојде и 32-3 така нешто. И сега
значи 30 и неколку години ние сакаме со исти мерки, исти постапки да направиме резултати, ги нема. До кога и што можат, пак ќе кажам условно малите политички партии, оние кои што се осудени потоа да влегуваат во коалиција и слично, која е нивната моќ и како може да влијаат врз Ние можеме само процесите? да се бориме работите да се менуваат. А правило број 1 и го знаеме сите дека не може да очекуваме различни резултати со исти механизми. Тоа е тоа што 30 Мора години да се го менуваме случува. општеството и тука мора да бидеме и ние како партии похрабри и погласни, но и граѓаните да си го искористат своето право. Да не остават некој друг да одлучува за нив. Благодарам за досегашните одговори, режија. Реклами, па се враќаме во вториот дел од емисијата. Тринкс. Повеќе од 20 години искуство. Произведени над 1,2 милиони велосипеди. Продажна мрежа из целиот свет. Со најнови технологии, Тринкс велосипедите се еден од најбараните брендови. Огромна производна линија и модели на маунтбайк, друмски велосипеди, лајфстайл модели, детски и електрични велосипеди. Само во Хамачи, овластен увозник за Тринкс за Македонија. Нутини, најдоброто од мајката земја. Мебелви, квалитет на кој му верувате, брзо и едноставно до она што го очекувате. Не губете време и енергија, започнете нова приказна. Добре дојдовте дома за Мебелви. Добре дојдовте дома за Мебелви. Со БК Мода, секогаш уникатни и препознатливи. Вие сте ловец, а не плен. Вие сте алфа во урбаната џунгла. Вие не прифаќате компромиси, зашто вие знаете што сакате, а го сакате само најдоброто. БК Мода Штип. Мажите знаат зошто. Тргни во забавна потрага по скриено богатство. Следи ги стрелките на мапата на Instant Lozot Остров на скриено богатство и освои до 1 милион денари. Греби и доби со Државна лотарија. Благодарност до сите вас, кои верувате на Аргета. Без вас, нашата паштета, направена од избрани сосојки, немаше да стане број 1 паштета од месо и риба во Европа. Аргета, добрата страна на лебот. Нашата класика, но пикантна. Аргета, број 1 месна паштета во Европа. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch. I just need. Да бидеме сигурни и здрави, да растеме заедно, безгрижни секој ден. Најдоброто за најблиските. Eurolink, приватно здравствено осигурување.
Динактрит се вклупува во сите идеи за најдобрите купатила со асортиман и понуда која постојано го одушевува. Влезете во светот на Динактрит и изберете го најдоброто за вас. Неверојатен избор на ламинати. Најквалитетни и уникатно дизајнирани плочки. И секако, најдобрите врати. Единствената понуда Динактрит ја нагласува и со комплетна програма за теписи и патеки. Повелете, изборот со кој секогаш ќе се гордеете е Динактрит Виница. Кому би му ги довериле вашите очи? На најголемите, најискусните, единствена очна болница со 4 диагностички центри, Систина офталмологија, над 50 офталмолози, светски стандарди, пациентот во фокусот, програма за специјализација, Систина офталмологија. Закажете веднаш на 02 3097 000. Гледате Што мисли народот, гостин Моника Зајкова, председател на ЛДП. Се враќаме назад во студио, во вториот дел од емисијата со Моника Зајкова, председателка на ЛДП и пратеник во собранието. Ај се додиме на политичките прашања, на оно што не очекува од аспект на решавање на тој проблем со Бугарија, од аспект на тоа што ќе се случува во парламентот, уставни измени. Кој ставот на ЛДП и вашиот во тој поглед, бидејќи тоа се навистина чувствителни прашања. Јас добивам впечаток како да сите ние сме свесни дека некои работи не се правилни, не се правда, ама мораме да ги проголтаме и да донесеме одлуки. Како гледате на тие уставни измени вие? Знаете како, негативниот набој на граѓаните кон Бугарија е оправдан, бидејќи постојано добиваме провокации и слично. Но мене ми е жал што целата реторика за уставните измени се стави во исти кош со нашите емоции кон тоа што ни го прави Бугарија. Уставните измени сметам дека реториката треба да оди во поглед на аргументирана дебата кои се придобивките за државата доколку ги спроведа и кои ќе бидат негативните последици доколку не ги спроведа, и со граѓаните треба отворено да се дискутира на ова прашање. Не може да ги лажеме граѓаните дека уставните измени значат по дефолт членство во Европската унија полноправно. Тоа значат отварање на процесот на преговори по поглавијата, кои што треба на нас. Така се Преспанскиот договор, па мислевме дека... Преспанскиот договор донесе други бенефити, членство полноправно во НАТО алијансата. Меѓутоа исто беа очекувањата дека готово влегуваме во Европа. Што во време на војна во срцето на Европа се покажа дека е оправдана одлука, бидејќи имаме безбедност на границите и заштита на границите. Ние во минатото можеби сме имале резерви кон тоа што ќе донесе рамковниот договор, но видовме дека донесе мир и спречи еден конфликт. Визната либерализација. Секогаш кога е нешто неизвестно, граѓаните имаат страв дали ќе биде оправдано или неоправдано, но на долг рок можеме да ги видиме бенефитите или последиците од донесените одлуки, но на политичарите е па да носат храбри одлуки и да понесат одговорност доколку таа одлука не биде исправна. Уставните измени ќе донесат почеток на преговори по поглавијата без можност некој да стави вето на тој почеток. Ние го завршуваме билатералниот скрининг и очекувано е да поминеме веќе конечно во следната фаза. Преговорите по поглавја треба да донесат реформи во државата. Ние гледаме дека не постои консензус за да си го реформираме општеството, па со преговорите по поглавја ќе мора да исполнуваме одредени стандарди доколку сакаме да одиме напред и да парираме на тоа е работата европски што сакате држави. да порачате. Практично не треба граѓаните да очекуваат, па ни политичарите во држава, дека ако се донесат уставните измени, готово, ние ќе преговараме и влегуваме. Ние треба да го имаме системот сами. Процесот ќе биде, ќе зависи од нас. Колку брзо ќе влеземе, колку брзо ќе се реформираме. Очигледно забораваме дека многу нешто треба да смениме во системот наш, а не да гледаме дали ќе решиме. За мене дебатата за уставни измени треба да се води во дебата за тоа како ќе движиме кон полноправно членство во Европската унија.
колку реформи ќе спроведеме, какви стандарди ќе исполниме. Верувам дека на сите веќе ни е преку глава да чекаме долги судски процеси, еден судски процес да трае повеќе од животниот век на граѓанинот. Да застарува. Значи, во тие поглавја по кои што ние ќе преговараме, има одредени стандарди кои што државата мора да ги исполни за да биде рамноправна и реципрочна со европските држави. А зошто сваќаме дека го правиме тоа заради европјаните, Знаете не за како, нас? Така граѓаните ние треба размислуваат. да размислуваме што ќе направиме за нас. До сега се што имаме направено, не смееме да го оставиме да пропадне во вода и треба да го валоризираме веќе она што го имаме од сите чекори кои што се превземени. Не може да очекуваме дека патот ќе ни биде поплачен со мермер, треба ние да направиме се што е во наша можност да си го подобруваме општеството и да парираме рамо до рамо со граѓаните во Европа. Немаме веќе години за чекање, гледаме што се случува и дека веќе младиот човек не го интересира ниту политика, но си оди во некоја перспективна европска држава. Са нормално дека е тренд, знаете, и визната либерализација овозможува младите да мигрираат, но таа миграција мора да биде миграција да се одвива барем во некој балансиран број. Ние, мислејќи се какви одлуки треба да донесеме, дали сега е моментот или не е моментот, може да се соочиме, а се покажало кај нас, дека по извесен број на години решенијата може да бидат многу полоши, а времето никој не може да не го... се покаже, во право, посебно со никој не може да не го надомести. И сега, никој пе не може 100% да ни гарантира нешто. Вие сте добиле некоја гаранција 100% во животот дека нешто ќе се случи, никогаш ништо не може да се добие. Но треба за нас да ги водиме процесите и да одиме напред, бидејќи додека ние се мислиме дали одреден процес треба да се случува или не, граѓаните се охрабруваат да се заменат и на крај условно може да кажеме дека можеме и без Европска унија, ева се покажало низ годините, но при тоа треба да го имаме во предвид фактот дека фондовите на Европската унија се 10 пати поголеми по глава на жител за земјите членки отколку за нас како кандидати. Можеме и без НАТО, можеме. Сме можели без многу работи, но не можеме без народот. Но народот се заминува и тоа е основниот субстрат на државата. Можеби тоа е поентата дека ние практично погрешно представуваме дека, нели, се представува 30-те години Европска унија е спас за нас. Спас е да се реформираме. Ние не треба да идеализираме. Самиот влез во Европска унија. Европа си има свој систем на функционирање, одредена бирократија. Но, значи напредок во делот на инфраструктурата. Вие видите една Романија која што беше светлосни години за нас, сега ако отидете ќе видите каква патна инфраструктура има првен, понатаму се друго. Значи економска приказна, значи некои инвеститори да препознаат Македонија како отворен пазар во кој што ќе има слободна трговија, слобода на увоз, извоз. И сега да се направи анализа на парите кои што влегле од Европска унија во Македонија, зачудувачки се бројките. Фрапантни се, меѓутоа луѓето не го перцепираат тоа. Не го осеќаат, но со преговорите, со воспоставување на стандардите и конечно со влезот кој што се надевам ќе се случи брзо, затоа што јас сум од генерациите кои што 30 години веруваат дека утре ќе влезат. Да, и многу генерации кои што заминале од вашата генерација. И затоа и постои на евроскептицизмот. Тоа сака да ве прашам. Јас паметам времиња која беше поддршката за Европска унија над 80-90% одеше. Да, и тоа сега е многу мало. Визната либерализација, бидејќи граѓаните на микрониво ги осетија придобивките од Европската унија. Што ги правиме за тоа? Како да ја вратиме? Затоа е често кога одам на тие разговори или средби во Брисел, кажам дека треба да се превземаат мерки кои што граѓаните конкретно ќе ги осетат бенефициите. И не случајно наша заложба беше и до Европската комисија за да не вклучат во роаминг зоната на ЕУ, односно граѓаните да не плаќаат. Како што сме во Западен Балкан, односно во Босна, Србија, да пристап до интернет и до мрежа и на самитот во Тирана ги намалија цените, но јас се надевам дека ќе иде тенденцијата и ќе притискаме како политичка партија преку нашите партнери да сосема се укинат тие трошоци за роаминг. Со признавање на дипломите, кој што исто така е проблем и ни за бенефици, но пред се нас ни значи да ги почнеме преговорите за да можеме да ги спроведеме реформите за кои што немаме сенс како политички партии, да си најдеме консенсус, да си го реформираме општеството и да носиме системски решенија кои што ќе не водат напред. Тоа не води во една друга област. Ние можеме да
решиме прашање со Бугарија, ќе го решиме вака, да донесеме уставни измени. Видете, па не може да очекуваме дека 100% нешто ќе решиме, секогаш ќе се најде некој кој што ќе спровоцира. И земите кои што се во ЕУ не ги решиле 100% разликите или проблемите кои што ги имаат меѓу нив, но не си го попрачуваат патот на Но барем две работи ако останат и не се бориме успешно против нив, на вистина не само декларативно, тешко да ќе отработи напред. Едната е корупцијата, другата е партизацијата. Мислам дека овие две работи многу наштетуваат на Македонија. Што правиме по тоа прашање, бидејќи декларативно имаме антикорупцијска комисија, се водат постапки. Партизацијата сите велат нема да има веќе партиски вработувања, меѓутоа тоа оди само во една негативна насока. Како овде да се бориме, кога пак овде пак ќе речем големите партии си доминираат, имаме вработување по сите нивоа. Јас тука во емисијата само ќе апелирам на политичка свесност и одговорност. И повикам сите партии во Македонија да се одважат и конечно да најдеме консензус за решавање системски на овие горливи прашања кои што го мачат општеството. Не можеме да очекуваме дека корупцијата ќе нема или ќе имаме нулта корупција. Бидејќи и во најразвиените земји кои што се борат, ја има. Но не можеме да дозволиме да граѓаните не веруваат во системот токму заради корупцијата. Имаме институциите треба да функционираат. За антикорупцијската комисија гледаме дека комисијата функционира. Меѓутоа и таа нема доволно надлежности за да може да превземе нешто поголемо за да се освестат институциите или политичките партии. И на крајот е на свеста на секој од нас, бидејќи ние сите зборуваме за корупција, но сите сме се фатиле на некој начин како да се вклопуваме во системот и како ајде сега не барај, повеќе ми одговара да луѓето се научени дека функционира. Да дадам нешто за да завршам работа. Колку од нас ајде реално еве кога сме отишле на доктор, никој не ни побарал, но сме однела една бомбонјера или виски на доктор. И велиме добро, ова е ситно. Или еве во студентски дом. Колку од студентите платиле за да добијат студентско легло? Затоа што така функционирал системот и се вклопиле наместо да се борат. Кога сите заедно ќе се бориме против ова што ни е рак рана на општеството и кога како партии ќе покажеме зрелост и консензус дека побитни ни се граѓаните и да функционира државата, само тогаш може да се излечиме од овие болести кои што си ги имаме како општество. За да направите вие реформи, еве да почнеме, не е само правосудниот систем корумпиран, но ајде тоа како процент на најмалце доверба кој што имаат граѓаните во тој систем. За да направиме детални реформи, треба сите партии да ги тргнат рацете и да остават правосудниот систем слободно да диши, да се согласат дека тоа ќе бидат мерките и решенијата за проветрување на правосудниот систем. За да направиме реформи во јавната администрација. Еве јас одговорно тврдам дека Либерално-демократската партија нема голем број на луѓе кои што се административци, но големите партии и така имаат. И тоа е контролниот механизам на гласачкото тело. Сега ние дали сакаме да се бориме да имаме ефективна јавна администрација која што е добро платена, бидејќи има луѓе во јавната администрација кои што совршено си ја вршат работата, а се платени исто со луѓе кои што можеби не се појавуваат на работа. Ние мораме да им го цениме трудот на луѓето и да ги платиме квалитетно и добро и да имаме можеби помала, но поекспедитивно и подобро платен јавен сервис за граѓаните. И тука мора да има консензус, бидејќи ако еден ги тргне реформите, а другиот нас не се случи. Нас во изборната програма во 2011 имавме ставено помал јавен сервис за граѓаните, но подобро платен и бевме нападнати од поголемите партии, еве ЛДП ќе ги остави граѓаните без работа, што не е точно. Значи, ние зборувавме за систем на преквалификација, за можности во приватниот сектор, за стимулирање на приватниот сектор, кој што кај нас во државата и такако го полни буџетот преку даноците. Да, ама на улица ќе ве сретнат граѓаните, ти сакаш да не останеш без работа, така ќе ви кажат. Затоа кажувам дека мора да имаме национален консензус ако сакаме во одредени области да направиме системски реформи. Вака само ќе разговараме, ќе дебатираме. Ама вие ги носите пратениците и партиите ги носите? Да, но никој нема да се охрабри. Еве, ЛДП има 2 пратеници. Јас можам слободно да поднесам закон, вие сведочете дали поголемите партии ќе го поддржат. Како и обично, најчесто не. Ме потсетите со ова за корупцијата. Да, во право сте, има едно видео кој што кружи
на професор кој што вели на студентите, велат тендерите се големата корупција и вели вие од Сабајле се шверцувавте ли во автобус, колку од вас, толку. Тоа сте можеле, да сте можеле повеќе сте направили. Тоа е суштината, значи Па ние не наистина тргаме од тоа што еве ќе ви кажам една интересна случка. Се најдов во Белгија во трамвај. И гледам дека се плаќа трамвајот со обична картица, каде што нема контрола, може да платите или не. Му викам на колегата кој што е од Белгија, викам, па ова нема контрола, може да платите или не. Тој ме погледна зачудувачки и ми рече, па јас ако не платам, вие ако не платите, како ќе функционира јавниот сервис? Нема да имаме квалитетен јавен превоз. Тоа е веќе свест. Тоа е веќе нешто што тука веќе секој сам треба да поработи, не може ништо од политика. Нешто што се однесува, рековме дека Министерството за локална самоуправа е во ингеренција на ЛДП. Децентрализацијата малку да видиме, мислам, интересира бидејќи се говори, нека има в гостин од професор од правниот факултет од Штип, Страшко Стојановски, кој што рече дека дури малку она што е од ДДВ што треба повеќе, бидејќи на вистина централизирано е многу се. Дали ќе оди напред работата во децентрализацијата, општините да бидат малку помоќни? Ние како општество го почнавме процесот на децентрализација и застанавме. Што мене ми е многу жал затоа што децентрализацијата и тоа како е важна за да се развива рамномерно државата. Јас имав можност да работам кратко време како шеф на кабинет во Министерството за локална самоуправа и тогаш, зборувам за пред 2 или 3 години, започнавме да правиме анализа на онаму каде што доцни децентрализацијата и да направиме анализа на услугите кои што може да бидат веднаш децентрализирани. Но тогаш наидовме на отпор малку и на централните институции кои што не сака да ги дадат надлежностите на локалните самоуправи, но имаше и обратен феномен кај што дел од локалните самоуправи не сакаат да превземат плюс надлежности затоа што тоа ги кошта поголеми финансиски средства кои што во моментот ги немаат. И затоа треба паралелно да оди фискалната децентрализација, но и како поборници сме да има и онаа институционална децентрализација, не мора се да биде секоја институција сконцентрирана во главниот град. Може Министерството за земјоделие слободно да биде во југоистокот негде, бидејќи тоа се земјоделски краишта, може Министерство некој друго да биде во Велес, кој што е близок град на ова, еве Штип сега има добра инфраструктура, за 40 на минути се стига. Но и тоа е прашање кое што бара поголем консензус, бидејќи знаете дека законите во делот на локалната самоуправа, конкретно законот за локална самоуправа и стратегијата за рамномерен регионален развој си бараат двотретинско мнозинство во парламентот. А тоа е ѓаволски тешко кај нас, за жал. Од политиката малку, политика е меѓутоа една тема која што кај нас се сведува родовата еднаквост. Меѓутоа, често пати вие сте активни на ова поле, поддршка за родовата рамноправност, поддршка за различностите во држава, нешто што наидува кај многу голем дел од граѓаните на нож, би се рекло, дури и кај некои политички партии кои што генерално одат на нож на ваквите иницијативи. Моника Зајкова говореше и на ЛГБТ парадата на гордоста, се извинувам, во Скопје минатата година или предминатата, мислам дека беше. И наидовте и на различни коментари. Зошто уште не сме подготвени за родова еднаквост во вистински смисол? Знаете како, родовата еднаквост ќе биде се уште прашање за жал, иако имаме напредок во ова поле. Гледаме се повеќе жени на повисоки функции во приватниот и во јавниот сектор. Сега јазот на платите се уште постои, некои анализи покажуваат. Така да свеста под нас на родовата рамноправност расте и ние треба од најмале генерации да ги едуцираме и децата дека тоа не е некаков феномен, но е природен процес кој што се случува и веќе малтене мажите и жените имаат исти права, исти одговорности кога станува во поглед на домот, во поглед на професијата, во секоја пора на општеството. Нормално дека не може да се искорени она што како патриархат сме го живееле или стереотипите кои што сме ги наследиле од некој дека било кога ќе се искорени до крај. Но не треба да појдеме од тоа дека давањето, ние не сме тие кои што даваат права на некого или му ги одземаат правата.
правата постојат и ги имаме сите согласно уставот и законите. И ако ние го признаеме дека некој поразличен од нас има исти права како нас, не значи дека тоа ги негира нашите права или нешто му даваме. Нели сите плаќаме данок во ова општество? Како тогаш не се буниме во поглед на врските, но се буниме кога на некој треба да се признае некое право. Јас говорев на парадата на гордоста со порака дека во поглед на економските, здравствените и социјалните права не треба да имаме некакви предрасуди дали некој треба да ги поседува или не треба да не допира нас ако некој е среќен со начинот на живот кој што го живее. Не треба да им судиме на луѓето кого ќе сакаат, со кого ќе бидат и каков начин на живот ќе имаат, бидејќи нели сепак живееме во капиталистичко општество каде што индивидуата има право собствено да процени на кој начин ќе го води својот живот. Да, ќе останат сензитивни овие прашања уште долги години кај нас, веројатно ќе имаме долги години патриархатот владе овде. А партиите ги избегнуваат овие прашања бидејќи проценуваат дека не се во моментот доволно популистички и не им носат никакви гласови, бидејќи тие не поаѓаат од призма на тоа што значи за граѓанинот, но тоа колку политички поенек им донесе. Имате партии кои што реално дури со својата војска на ботови дури и нанесуваат штета и ја подгреваат таа негативна кампања. Тоа е жалосно, бидејќи мислам коментари секогаш има позитивни или негативни. Секогаш нешто што го говорите или за кое што се залагате ќе има симпатии кај одредени луѓе, некои ќе имаат поинакви гледишта. Тоа е и духот на демократијата, не може сите да сме истомисленици, но тоа што се подгрева тензиите, тоа е неблагодарно и не е во ред, затоа што секој треба да го искаже она што мисли и аргументирано истото да го зборува. Уште еднаш негативната страна на социјалните мрежи, за жал, она со што започнавме. Малку и за Либерално-демократската партија, реков уште, значи самата позиција ви дава обврската со однесувате повозрасно отколку што сте. Што се активностите на Либерално-демократската партија во наредниот период? Периодот кој што следи, Либерално-демократската партија ќе биде посветена на терен, на закнување на својата организациона структура, разговор со секој еден член, со секој индивидуа во локалните места, во подготовка е и програма која што ќе биде презентирана на тематски конгрес, за кој што јавноста ќе биде известена кога ќе се случува и под кој слоган, но она што е фокус, ни е важно да допреме до секој индивидуа, да ги слушнеме потребите на луѓето, бидејќи доста беше ние да креираме политики, да наметнуваме што ние мислиме дека им треба. Сега сакаме на терен да слушнеме што на вистина луѓето ќе кажат дека им треба и врз основа на тоа да направиме една програма во која што ќе се препознае секој индивидуалец и која што ќе значи конкретни мерки и решења, не колективистички огромни проекти кои што никогаш нема да заживеат, но конкретни мерки и решења кои што ќе го подобрат секојдневното живење и функционирање на индивидуите во системот. И на крајот ќе заборавив, меѓутоа морам да ве прашам, мислење како пратеник, како дозволивме да дојдеме во ситуација оваа тема со функционерските плати, она зголемување, Уставен суд, враќање на одлуки, враќање на правилници, да дојдеме во ситуација да се навлече гнев на јавноста кон сите функционери и да немаме решение за тоа. Знаете како гневот на јавноста кон функционерите веќе одамна постои, бидејќи луѓето ова е само меѓутоа луѓето го изгубија довербата во институциите и во оние кои што ги представуваат во институциите и колку и што и да кажеме, луѓето не сакаат да слушнат. Слушнавме бодот бил замрзнат. Јас исто сметам дека можеби во одредени сегменти примањата не се доволно добри, тоа е плюс стимул за корупцијата, но она што е негативно и зошто дојде е затоа што се случува наеднаш, оставено низ годините, доаѓа наеднаш во време на криза, каде што ние гледаме дека заради кризата нема доволно средства во други сегменти да се покачат платите и затоа е негативниот набој. И затоа апелирав што побрзо да се донесе оној закон за системско решавање на платите во јавен сектор, за да не се создава толкав јас и секоја професија да биде навистина еднакво платена и да се валоризира трудот на секој еден кој што го вложува, но и да се земат во предвид и одговорноста која што ја носи на
за својата професија. Мора да има зголемување на платите и во здравствениот сектор, и во образовниот сектор. Тоа се сектори кои што се многу клучни, кои што многу влијаат за едно општество и како тоа ќе биде поставено и како ќе се движи. Мислам дека начинот на кој што се случи тоа што се случи, односно одлуката која што дојде од Уставниот суд и оставеноста низ годините, најде наеднаш на реакција кај граѓаните која што не може да се е оправдан и не може од наша страна да се оправда со ниту еден аргумент. Не треба ни да се игнорира, бидејќи јас се разговарав со судии кои што велат ние бевме судиите биле главните иницијатори, коментираат, велат само судиите не можат дополнително да заработуваат, а замрзнати им се платите. Нешто во тој смисол беше. Знаете како не можат ни пратениците дополнително, бидејќи вие кога влегувате на пратеничката функција, вимирува се друго. Вие немате опции за да правите не знам што. Да, ама вие не патувате, некој патува и заработува и така. Затоа има како системски да се решава злоупотребата на патните трошоци и тоа како може да се реши, си има механизми кои што може да се покренат. Во неколку наврати кажувам дека има агенции, односно управни одбори на агенции кои што земаат и до 4 просечни плати, затоа што еднаш во месецот ќе се појават да гласат некаква одлука, а 4 просечни плати знаете колку се? Над 100.000 денари и кои што граѓаните не ги гледаат. А и како влијаат на тоа каква ќе биде довербата во системот и како системот ќе функционира. За судиите конкретно, бидејќи доаѓам од областа на правосудството и пред да влезам за пратеник работа во адвокатско друштво. Ние не можеме да очекуваме дека судија кој што може би земал плата од помалку од 1000 евра, нема да биде толку лесно подложен на корупција, бидејќи ќе влезат, таму се судат милионски процеси. И вие со една донесена одлука за која што може би ќе замижите, може да обезбедите солиден живот за вашето семејство. И тука, знаете како, тука треба државата да се бори, бидејќи имате примери, ќе споменам Данска, каде што судиите се добро платени, може и до 10.000 евра, но еднаш да ве фатат дека било како влијаете на одлука или сте донели одлука спротивно на она што укажуваат фактите и доказите, вие го губите правото да вршите било каква дејност од областа на правосудството. Нема како кај нас се од судија ќе одам адвокат. Значи кај нас одговорноста ја нема, за жал, во многу области. Одговорноста и она што искрено ме револтирало како граѓанин е што секогаш ставаме колективна одговорност. Мора да се научиме дека има индивидуална одговорност и дека не сите суди се нечесни, не сите функционери се нечесни, но да ги кажеме конечно тие име со презиме кои што ја создаваат таквата слика и кои што се кријат зад колективот. Очекувате ли, последно прашање моје завршување со емисијата, реков јас, се изнаслушав на тоа трета генерација на политичари, веќе ми е банално, меѓутоа морам да го кажам тоа. Третата генерација пропушти приликата, сосема е јасно, се вклопи во начинот на функционирање на политичарите кои што ме доведоа до ова дереđe. Дали вашата генерација на политичари очекувате, не мора политичари, вашата генерација дали очекувате дека ќе ги смени работите на подобро? Не случајно спомнав дека на нас паѓа можеби најтешкиот товар и одговорност, бидејќи вие наследувате еден систем кој што низ годините бил граден така како што бил граден и кој што вие треба сега коренито да го промените. Но по она што го гледам е дека кај оваа генерација на политичари има волја, дека се малку по непосредни и отворени кон граѓаните и дека оној политички елитизам полека изумира и дека и како има шанса да направи нешто и мислам дека е клучот на оваа генерација да направи нешто, затоа што во спротивно демографијата е таа која што ќе не убие ништо друго. Дали тогаш ќе бидеме во ЕУ или не, малку ќе биде битно кога ќе нема младите овде. Кога ќе немаме луѓе, бидејќи веќе феноменот е и не само младите, но и реализирани фамилии заминуваат. А тоа се сетив кога предложивте TikTok да се забранува, некој беше коментирал не само за децата и за родителите веќе да се забрани. Благодарам Моника Зајкова за гостувањето во емисијата. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Моника Зајкова, председателка на Либерално-демократската партија и пратеник во Собранието на Република Македонија. Благодарам на вниманието. Ново издание на Што мисли народот во понеделник.